Почитувани гледачи, добра вечер, уште едно издание на емисијата Избор на народот, четврток 21 часот, вие се наоѓате на фреквенцијата на телевизија Сонце. Гостим во студиото на телевизија Сонце е професор Јасна Котевска, која е представник од професорскиот пленум, инаку професор на филолошкиот факултет. Добра вечер и добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам за поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Професорке, вие сте овдека во студиото, најнапред да појасниме малку повеќе до гледачите. Што е она што се појавува како иницијална каписла за револт кај професорите на универзитетите, особено на универзитетот Кирил и Методи, и кои се проблематичните точки во Законот за високо образование? Ви благодарам за прашањето. Значи, во суштина професорскиот пленум не е толку револт колку што е неформална организација од над 500 професори се во моментов, од кои што дел се од УКИМ, но дел се и од другите универзитети низ Република Македонија и од Скопје секако, кои што сметаат, се формиравме пред нешто повеќе од еден месец, кои што сметаме дека Законот за високото образование што туку беше донесен, дека ќе предизвика катастрофални последици во високото образование. Апелиравме пред донесувањето на законот да се спречи неговото носење, да не се изгласа во собранието, да не се потпише од председателот на Република Македонија, но тие фази веќе помина. Кои се проблематичните точки во самиот закон во кои што, да речеме, ајде се урива до некаде комодитетот на универзитетот, односно автономијата на универзитетот и комодитетот на професорите? Значи, за комодитет тука не станува збор на вистина. Тоа е друго прашање и за тоа би можеле да зборуваме. Проблемот е дека законот е пред се противуставен и тоа на многу точки, потоа е контраверзен, штетен, тој внатрешно е неприменлив, но исто така дури и антидржавен. Тој не работи во интересите на Република, за интересите на Република Македонија, ниту пак е применлив во образовниот процес. Да речеме, противуставноста на законот го подразбира фактот дека автономијата со овој закон целосно се одзема. Со други зборови, во моментов законот како што е напишан подразбира дека државата станува универзитет. Не државата, туку да речам владата преку своето ресорно министерство. Не може да стане универзитет, бидејќи таа законот предвидува дека сега ресорното министерство дава дипломи, одговара кој ќе биде дипломиран, кој нема да дипломира, избира што ќе се студира, одредува литература според која што ќе се учи, определува каков ќе биде принципот на избор на звања, кој ќе биде избран во звања, кој не. Тоа е скандалозно за сите земји, не само во Европа, во Америка, туку воопшто во светот. Едноставно, универзитетите имаат загарантирана автономија не само според вековното постоење, туку и е зацртана во Уставот на Република Македонија. Тоа е едната точка, а втората е дека неколку члена на Уставот се прекршуваат, како правото на образование, како правото, значи универзитетите да бираат самите внатрешно како ќе се уредат, и исто така низа акти, како например, бидејќи тој подразбира и рушење на Болоња, принципот кој што е подпишан и како таков, бидејќи е комплекс од закони, е вграден во Уставот, не е болонјскиот принцип, туку е вградено дека таков тип на меѓународни договори не може да бидат срушени со еден закон, кој што интерно ќе се го донесе земјата. Интересно е во образложението за носењето на законот и тоа многумина од веќе дипломираните студенти и оние кои што се на студии се револтирани од односот на професорите кон самите студенти. Наводно, револтот доаѓа од таму што тие се наоѓале во една понезавидна позиција во однос на професорите, односно, така речи, секогаш биле, нели, од една страна маргинализирани одредени студенти од професори, а од друга страна пак се сметаше дека студентите на приватните универзитети многу полесно добиваат дипломи отколку оние пак на државниот универзитет, токму поради овие причини кои што ги споменавме, односно дека професорите вршеле премногу мобинг врз студентите. Мобинг во која смисла? Мобинг во смисла, нели, на барање за повеќе учење и студентот е секогаш незадоволен со сето она што го напишал и така натаму. И сега сето ова како една целина
го произнела носењето на овој закон. Дали се согласувате со овие констатации и кој е вашето размислување како професори, како професорска фела, директно засегнати како предавачи, за ваквото образложение на самото носење на закон? Значи, разликите помеѓу квантитетот и квалитетот на знаењето што се бара на универзитетите е различен, но проблемот се лоцира повторно во ресорното министерство. Значи, од 2008 година наваму, во рок од 6 години, се отворени стотици дисперзирани студии. Вие не знам дали знаете дека само има над 40 правни и економски факултети во земја со 2 милиони луѓе. И сега, задачата на Министерството кое што ги одобрила отварањето на сите тие дисперзирани студии во сите градови и села, како што велат, е преку своите инспекцијски механизми, контролни механизми, да оди и да ги користи своите законски можности за да види дали дадениот факултет располага со доволно кадар, дали располага доволно инфраструктурно за да ги задоволи условите за студирање. Тие тоа не го прават, сматиле дека создале хаос во високото образование и сега носат закон со кој што ќе се создаде уште поголем хаос во високото образование. Инаку е логично студентите и професорите како два клучни чинители во високото образование и во образованието воопшто бидејќи се станува збор за трансфер, тие да бидат едниот да биде подучуван и другиот да биде учителот. Инаку би настанал хаос и таму. Приватните универзитети ги биеше лош глас дека таму многу полесно се земале дипломите за разлика од државните универзитети. Каде вие сметате дека е направен пропустот во досегашниот закон за високо образование и како гледате тој да биде подобрен? Законот за високо образование... Значи, пред носењето на овој, бидејќи сега не е веќе новиот стапен во сила, пред носењето на овој закон, тој претходниот закон, Значи, ние како професорски пленум направивме многу анализи за промените само од 2008 наваму, значи во последниве 6 години. Неколку факти, ќе ви кажам, иако ги има илјадници. Прво, не знам дали знаете дека за прв пат во закон за високо образование се внесува во 2008 година концепт на 2 глоби, кои што се парични, од 1000 до 2500 евра. До 2014 година, односно до сегашниот најновиот закон, тој процент е односно бројот на глоби е пораснат до 41 глоба. Значи, пред тоа не постои концепт на глоба, бидејќи ние не сме криминалци, туку професори. Така. Во 2008 се внесува концепт на 2 глоби, кои што се парични, и тие растат до 41 глоба во само 6 години, од кои што една од глобите е паричната, највисоката е 35.000 евра, а в другата е 3 години затвор. Значи, тоа е еден од проблемите со законот за високото образование. Низ годиниве законот се менуваше на таков начин што постојано се акредитира, се бараше акредитација на нови и нови наставни програми. И сега факултетите се ставени во позиција да работат со наставни програми од, да речеме, усвоени со законот од 2008, па со законот од 2011 друга наставна програма, па во 2013 трета, па сега четврта. А тие имаат правило дека од последниот запишан студент тие важат уште 8 години. Така што во моментов универзитетите се ставени во позиција да работат од 4-5 паралелни наставни програми, кои што некои траат до 2020, некои до 2023. Тие создадоа хаос во високото образование и сега се обидуваат да ги решат со закон кој што предизвикува уште поголем хаос во високото образование. Болонскиот процес како таков, кој што го имплементираше Македонија, чинам некаде 2004-2005 година отприлика, даваше можност за една поголема интеракција помеѓу студентите и професорите. Имаше одреден период од неколку години за адаптација на сиот тој процес. Болонскиот процес во Европа и во светот се покажа дека има аномалии, особено во Европа, европските држави, затоа веќе во мај Европскиот совет ќе донеси конечно одлука, односно ќе го смени веќе постоечкиот болонски процес или европски кредит трансфер систем. Ме интересира колку македонското високо образование успеа да се снајде со овој начин на студирање, да одбегне од оној традиционалниот или би се рекло источно европски, каде што професорот зборува, студентот учи и потоа тој своето знаење го докажува на испит. Колку сето тоа придонесе да се случи една ваква рошомонијада, ако може слободно да се каже, во целокупниот процес на високо образование?
Значи, Болонскиот принцип беше усвоен од Република Македонија како кандидат земја за членство во Европската Унија и универзитетите го имплементираа согласно на тоа како што владата го подпиша. При тоа, во зависност од наставните програми, значи, например, јас предавам на филолошкиот факултет и предавам наставни предмети од областа на книжевноста. Тие не може да се одговараат на принцип на тест со А, Б, В, Г. Затоа, во нашиот случај, да речеме, ние задржавме, сакам да речем дека во дел го модифициравме европскиот трансфер систем, ги задржавме базичните принципи на работа, но задржавме усни испрашувања, писмени есеи, многу семинарски, затоа што болонскиот систем исто така имаше и предности, како што со право велите, имаше и мани. Предноста беше исто така дека тој подразбира, односно предноста е дека тој подразбира диалог во училницата, а не екс-катедра, како што велите стариот систем. Тој источноевропски е пред се оној хумболдовски модел на универзитет за чисто знаење, кој што исто така имаше недостатоци, но беше извонреден во смисла дека бараше знаење. Сега, тука има многу прашања, бидејќи знаењето комплексна работа, но еден од клучните што го засега законот е дека новиот закон го руши Болонја принципот на еден тотално чуден начин, бидејќи Болонја принципот подразбира 3 плюс 2 плюс 3 години. Тоа значи 3 за додипломски, 2 за магистерски и 3 за докторски студии. Македонскиот нов закон одеднаш прогласи 4 плюс 2 плюс 3. Тоа го има само во Македонија во моментов, што значи дека на своја рака одлучиле да се вметнат и таму уште некоја бројка и сега македонските студенти се дискриминирани во однос на сите други студенти каде што се применува европскиот кредит трансфер систем. Тоа значи дека ние студираме 9 години, европските студенти студираат 8. Тоа ќе треба да го објаснат од Министерството како им текнало. Од друга страна, и тоа е европскиот модел, на кој што Министерството се согласило. Но од друга страна, Министерството преку законот исто така побара македонските студиски програми да се адаптираат според Шангајската листа. Не знам колку сте упатени, но да речеме првите 50 универзитети на Шангајската листа во над 90% случаи се американски универзитети. Тоа значи дека ваму имаме европски систем на студирање, ваму се има побарување за американски систем на студирање и тие се тотално во колизија еден со друг, бидејќи не се исти. Така што Министерството внатрешно во законот има проблем исто така. Вие како професорски пленум го кренавте својот глас или како професори се чини подоцна од предвиденото. Дали како професори чувствувате вина за тоа што докаде сега докаде дојде работата со високото образование и општо, бидејќи во претходните неколку измени некако професорската фела беше многу тивка, се чини студентите покрена иницијатива, бидејќи државниот испит ги засега нив, ќе се вратиме малку подоцна во емисијата, имаме време за тој дел, но дали ја чувствувате вие вината за сета оваа сега настаната ситуација? Бидејќи до сега на студентите им беше реално добро. Студираа онака како што предвидуваа програмите и немаше никаков проблем се доведувањето на некој државен испит, каде што конечно, врз нивна глава ќе се удреа, например, лошите реформи во образовниот процес. Значи, работата е во следново. Не чувствуваме вина пред се затоа што професорите од во различни форми даваа отпор, имаше Вокс Академија и така натаму низ годиниве на сите овие реформи. Те укажуваа дека ќе настане хаос. Но, како да кажам, јавноста знае толку колку што медиумите ќе сервираат. Доколку сте вие групи кои што се бунтувате за одредено прашање во случајот за квалитет на образованието, не сте толку интересни медиумски, предпоставам, како некаков настан во кој што е сензационалистички. И затоа ве нема никаде. Во случајот студентите направија гест преку студентска есен, да ја наречеме во Македонија, во која што преку уличните протести апелира на последната, значи, како последна мерка, дека понатаму веќе нема каде доди законот. Тој е толку внатрешно абсурден, што тој ќе го распадне образованието како што го познаваме. Зошто професорите се толку раздвоени во овој момент? Вие сте колеги со професорите. Ајде, ќе ги тргнеме на страна универзитетите, приватни или другите универзитети. Но се појавува некакво разногласие и во самиот универзитет Кирил и Методи.
Како и од каде се сето ова разногласие? Господин Мицковски е токму тука е, многу ми е драго за ова прашање, бидејќи токму тука е еден дел од заблудите на јавноста. УКИМ е целосно обединет, значи ние сме над 3000 професори, околу 3200-300 професори на УКИМ. Сите се против законот. Значи, погледнете ги извештаите на нашите внатрешни тела. Ние имаме така наречени наставно-научни совети на кои што се изјаснуваме по одредено прашање. Тие се сите официјално заведени во ректоратот на УКИМ. Тоа се 48 извештаи, конечно се објавени пред неколку дена на сајтот на УКИМ. Во сите 48 извештаи ќе видите дека или едногласно, или во огромно мнозинство, сите единици на УКИМ рекле дека е законот противуставен, антидржавен, штетен, контрадикторен и дека не може, неприменлив е на планетарно ниво. Не велам неприменлив во Република Македонија. Не постои држава на планетава што би можела да го примени. Професорскиот пленум е само организиран колку да, како да кажем, да направи поургентна ситуацијата. Затоа што нашите гласови, нашите документи, бидејќи ние работиме според правила, нели според законски правила, нашите документи стоја во ФИОКа се додека не се донесе законот за високо образование, изгласан од пратениците и потоа подпишан од председателот, во една исто така изјава која што сугерира дека и председателот е некако свесен дека постои проблем, се надевам дека е свесен, бидејќи тој потекнува од професорскиот кадар, дека законот е просто неприменлив. Значи, УКИМ е апсолутно обединет, не само УКИМ, туку повеќето универзитети. Неколку се професори, всушност и со име и презиме, кои што се појавуваат на сите можни телевизии, кои што зборуваат дека се многу тие што се за законот. И освен тие неколку, кои што повеќе звучат како политичари, одошто како професори, имате уште неколку, претпоставувам, може би уценети, може би загрижени за обстанокот, но не верувам дека разединувањето во професорска свет е толку голем. Значи за УКИМ дефинитивно не е, но не верувам ни дека воопшто на ниво на универзитетите во Република колку што јавноста смета дека е. Уште малку на овие теми, па потоа ќе чепнеме малку подлабоко во законот, особено таму делот кој што се однесува за професорите и за одбраните на титулите, односно звањата. Како го гледате излезот од сета оваа ситуација и од сета оваа состојба? Зборувам како го гледате излезот од тоа што еве сега се најавуваат некакви нови преговори. На 10 февруари, ако не се лажам, имате средба со министерот за образование и наука, со вашето ресорно министерство. Што вие, како професорски пленум, таму би препорачале и што е она што вие го барате, бидејќи ректорот излезе веќе со свој став, притиснат од ректорската управа, односно од Сенатот? Ректорот е свесен дека законот е неприменлив. Што бара професорскиот пленум? Професорскиот пленум бара, значи тоа е нашето барање, законот да се стави во мирување до 2018 година најмалку. Значи, бидејќи постојат законски можности за ставање на законот во мирување. Откако ќе се стави во мирување, дури потоа да се седне и да се направи длабока анализа каде се направени пропустите со претходните закони за високо образование и потоа да се седне на работа на нов закон кој што ќе биде европски, кој што ќе личи на Република Македонија, кој што ќе биде во согласно со уставот и со нормативните закони во државата. Тоа се нашите две барања. Ставање во мирување до 2018 на овој закон и пишување сосема нов закон. Од Иваков каков што е, тој е непоправлив. Имате ли некакви информации од Министерството за образование и наука околу овие ваши барања? Дали тие имаат желба и идеја да го направат се тоа, бидејќи ако не се лажам, мислам дека и професорот Ѓорги Иванов, иако го подпишува законот, рече дека еве го подпишуваме, законот легува во сила, но мора да седнеме да разговараме. Дали сметате дека Министерството за образование и наука ќе направи таа отстапка, ќе остави во мирување законот? Дали има такви сигнали од таму? Не можам да ви кажам ништо, бидејќи не знам, просто не знам кои се нивните ставови. Навистина, кога председателот го подпиша новиот закон, тој даде контрадикторна изјава, го подпишувам овој, но се надевам дека ќе има нов. Во тој случај не треба да се подпишува овој. Но што е ставот на ресорното министерство, не знам. Ајде малку да го прочешламе законот и што е она што ќе им представува проблем на професорите. Во неколку разговори со ваши колеги, дознав дека во суштина за 2 години ние речиси ќе останеме без професори, бидејќи во законот има одлука за именување на звање дека мора да имате објавено, мислам, ако не се лажам, 3 труда за доцент во
списанија со импакт фактор од World of Science. Така е. Ме интересира што тоа значи и кој е тоа списание, односно тој импакт фактор кој што во моментов се става на прво место? Значи вака, во право сте сосема дека законот како што е напишан подразбира замрзнување на секоја наставна и научна обнова во Република Македонија. Тој е направен како крај на тоа што го подразбираме како педагошки трансфер, најбазично подучување од постари кон помлади. Така педагогијата ја подразбира науката, затоа и постоиме, за постарите да ги подучуваат помладите. Законот е напишан како крај на таа обнова заради тие неколку многу сомнителни ставки околу импакт факторот. Импакт фактор, списанијата се однесуваат пред се на американскиот академски свет, бидејќи Web of Science е американска мрежа. Во тие списанија од доцент се бара да имаат 3 такви текста објавени во такви списанија, од вонреден и редовен мислам дека се бараат 5. Едно списание, еден труд да пријавите во такво списание, не да ви биде објавено, да го пријавите, чини во зависност од списанието од 900 евра до 2300 евра. 2300 евра би било во случај доколку списанието одобрува така наречен отворен пристап, односно open access до списанието. И сега замислете, значи, за редовен или за вонреден професор, вие мора да имате 5 труда. Секој од тие трудови, да речеме, нека биде 1000 евра, нека не биде 2500, тоа се 5000 евра. Ако е 2500, тоа се, израчунете колку, тоа се суми, а просечна плата на македонски професор е 35.000 денари. Тоа значи дека за да може да напредува било кој кадар, мој колега, да речеме, од доцент да стане вонреден, тој треба да располага со семеен буџет кој што ќе ги покрива потребите кои што законов сега му ги налага. Тоа е финансискиот проблем. Значи, тој ќе биде невозможен. Тој ќе значи во академиите да влезат само богаташи, што е тотално абсурдно. Значи, науката не е врзана со финанси на друг начин, но богатите луѓе по дефиниција не се најпаметните во научна и наставна особено смисла. Другиот проблем, што е идеолошки проблем, е дека во тие списанија трудови може да се печатат само ако се од интерес за, ако да речеме правите истражување на рак или рак на мозок, тоа би било планетарно важно. И е се исто дали го правите во Македонија, која што нема средства одвоено за тоа, или го правите во Јапонија. Но ако работите во другите области, таму нема да ви дозволат да објавите труд за Мисирков или за Цепенков или за браќата Миладиновци, бидејќи не ги интересира, тоа е Американска академија. Таму ќе треба да објавите труд за Емерсон или за Филип Дик или за некој американски автор од 19-тиот или 20-тиот век, или да речеме сте географ. Таму нема да ги интересира движењето на, да речеме, Шар планина, ќе ги интересира Rocky Mountains или ме разбирате, значи, ако сте етнолог, бидејќи има колешката доктор Јакимовска напиша таков текст, според ова барање 80% нели да се применува Шангајската листа. Сега етнолозите во Република Македонија ќе бидат приморани да се занимаваат со, да речеме, американските индијанци, да се занимаваат со Нова Гвинеја, затоа што тоа е во наставните програми на Шангајските листи. А 20% ќе можат да се занимаваат со народните носи од Мариовско, со мијачијата. Значи, тотално е абсурдно. Вам, ако напишете труд кој што е важен за Македонската академија, тој нема да помине во списание со импакт фактор. Бидејќи тие едноставно не се заинтересирани за таков тип на текстови. А вие ќе платите предходно, велам, да речеме 1000 евра, само за прием и тие по 3 години разгледување ќе речат ви благодариме, но ова не е од интерес за нашето списание. Колку чинат самите истражувања? Ви ги споменавте сумите кои што треба да се дадат за да ви биде објавено истражувањето. Но колкав е периодот да се направи едно сеопфатно истражување под претпоставка да биде одобрено? Колкав е минималниот период кој што вие како професори го имате за да можете да го направите тоа што сакате да го направите, односно да го докажете? Ова е прашање кое што задира во суштината на тоа што се нарекува наука. Имате, да речеме, автори кои што се светски гении, кои што пишувале 40 години еден труд. Имате автори кои што пишуваат. Според мене, за да напишете книга, која што би била солиден труд од 200 страници, например, ви требаат минимум 3 години. Истражувања,
проучувања. И тоа работа секојдневна, бидејќи нашата работа не е врзана со тесно 8-часовно работно време. Ние работиме дењи и ноќе, затоа што со тоа прво ви треба да isчитате литература од, да речеме, 400 книги, само базична литература. Секоја книга да се чита по неколку недели. Тоа се огромни количества на физичко време. А законот ве прави такво темпо, го пумпа темпото за побарување на такви трудови, кои што е невозможно да бидат продуцирани туку така. Во исто време, парадоксот е, добив порака од еден колега од Охајо. Значи, тој ми објасни дека американската, конкретно во неговата држава, тој предава на Државниот универзитет во Охајо, кој што е 70 рангиран на Шангајската листа. Но вели вака: во мојата држава постојат два универзитети кои што ги нема никаде на првите 500 места во Шангајската листа. Тие се факултети чија што годишна стипендија 40 и нешто илјади долари годишно. А на мојот универзитет кој што е рангиран е само 10.000. Значи тие се 4 пати поскапи. Влезноста кај мене е речиси 100%. Сите што ќе се запишат, што ќе се пријават студенти се примаат. Кај нив е 20%. Од секој 10 пријавени само 2 примаат. Иако плаќаат 4 пати поскапо. Зошто е толкав интересот за универзитети кои што не се на Шангајската листа? Затоа што нивната работа е насочена кон наставата. Значи, од нив се бара, како кажам, совршенство во наставата. Тој професор е посветен исклучиво на наставата. Тој нема да пишува не само трудови со импакт фактор. Тој речиси нема ни да пишува трудови. Се што ќе биде сите своји денови и ноќи да ги посветува за следниот наставен час со своите студенти. Тоа е вистински педагошки трансфер на знаењето кон следната генерација. Разбирате, значи постои еден сегмент од нашата работа кој што е научен, постои еден сегмент кој што е наставен. Во нашиот систем досега тие беа на некаков начин балансирани. Се бараше да бидеме многу добри во двете. Сегашниот закон ќе направи таков хаос во кој што луѓето ќе трчаат да бараат врски во импакт фактори, ќе собираат средства, не знам како ќе го прават тоа, и тотално ќе ја занимарат наставата. Законот не е добар. Дали во желбата за да се направи едно квалитетно високо образование, каде што иако во Македонија техничките науки како такви може да се мерат во светот, бидејќи сите општествени науки, право, економија и така натаму подлежат на закони во сопстовствените држави, но техничките факултети, речиси од Македонија секаде се најбарани техничките, односно инженерите и така натаму. Ме интересира дали во желбата некако да бидеме најдобри или подобри од се тоа што се случува во моментов, се прават лоши одлуки. Односно, желбата на професорите да се присила да прават повеќе научни трудови и истражувања кои што биле квалитетни за објавување во овие списанија на импакт фактор, желбата за поголеми научни истражувања доведува до послаб, односно до носење на ваков и правење на ваков лош закон. Значи, за нашата академија треба друг импакт фактор, како да ви кажам. Книгите што ги произведуваат македонските професори, кои што се однесуваат на македонската проблематика, тие треба да подлежат на друг тип на проучување на нивното фактичко влијание, колку се цитирани во земјава, од колку трудови се цитирани. Значи, Министерството нека создаде друга база која што ќе се однесува за македонистичкиот дел од проучувањата. Професорите не се тие, значи во моментов законот е тој кој што наметнува едно темпо, кое што е тотално галактички невозможно. Објавувајте во импакт фактор списанија, хранете Американската академија. Моето прашање до Министерството е зошто? Зарем тоа не е своевиден антидржавен гест во кој што всушност вие барате од сопствените научници да хранат сосема друга држава. И нивното повикување, меѓу другото, една аналогија ќе употребам, значи во 50-тите години во Македонија, тогаш е дел од СФР, нели? Имате многу повикувања од високи тогаш државни органи во форма на пропаганда. Да правиме космичка програма, да се приклучиме кон Советскиот сојуз и кон Соединетите американски држави, и ние да имаме своја ракетна програма. Во исто време, статистиките од почетокот на 50-тите, односно веднаш по крајот на Втората светска војна, зборуваат дека во Македонија постојат само 6 трактори и постојат 26 машини за жнеење. Сите други луѓе, бидејќи најголем број од луѓето работат во земјоделството, работат со земја, работат буквално или со основни средства или со раце. И сега одеднаш државниот врв им вели:
работиме на ракетна програма, ние ќе имаме ракетна програма како и Советскиот сојуз, како и Соединените американски држави, а на терен имате 6 трактори. Во моментов тоа се случува, значи Министерството од 2008 година ги има запрено сите финансии за научни проекти. За да учествувате, да речеме да сте физичар, за да учествувате во проект кој што ќе биде валиден за цела планета, вам треба државата да ви овозможи средства со кои што ќе парирате на колеги од Јапонија, од Кореја, од Соединените американски држави, од Норвешка, да работите во тимови. Тие трудови не се произведуваат со 6 трактори. Сакам да кажам дека е срамен овој раскол помеѓу државната, речиси агитпроп форма на действување и фактичките состојби на терен. Затоа бараме замрзнување на законот до 2018, а конкретни анализи што недостасува во високото образование, па пишување нов закон. Словенечкиот модел на образование е модел кој што е малку подалеку од нас, но потекнува од поранешна Југославија, тие го имаат малку модифицирано и сметам дека дел од законот е повлечен и од словенечкиот модел на образование. Односно и таму во нивниот закон исто така има предвидено професорите да објавуваат трудови со импакт фактор. Имате ли вие информација каде се движи словенечкото високо образование и дали имате некакви контакти или односи со професорите во Словенија и колку таму државата придонела за да сега им го бара ова од нивните професори? Господин Мицковски, за жал ке мора да ве демантирам. Значи во Законот за високото образование на Република Словенија нема ставка за барање на објавување списанија во импакт фактор. Ова го знам бидејќи предавам словенечка книжевност од 19 век и работам многу тесно со колегите од Словенечката академија во сите сфери, од филологија до културологија, во сите мои сфери, нели, бидејќи ја предавам нивната книжевност во Република Македонија. Значи, тоа беше погрешно пласирана информација од ресорните, да речам, министерства, дека во Република Словенија се бара според закон наставниот кадар да објавува во списанија со импакт фактор. Го проучив детално, бидејќи знам словенечки јазик и најдов импакт фактор само во еден стратешки национален документ на Република Словенија кој што важи за 2020 година. Во него се вели дека Република Словенија ќе вложува уште повеќе средства од што вложува во моментов, а таа вложува многу поголем дел од својот бруто национален доход во истражувањата, за да може евентуално во иднина нивните научници да објавуваат повеќе во списанија со импакт фактор. Дали јас добив една таква информација дека Словенечкото Министерство за образование, односно универзитетите во Словенија и Словенија како држава успеала да протурка во Web of Science 10 нивни публикации во кои што словенечките професори би објавувале и веќе објавуваат собствени стратегии. Дали сте запознати со оваа информација? Тоа не сум, меѓутоа тоа значи ка министерството ги протуркало, како што велите во овие Web of Science списања. Дали можеби македонската држава сега, кога веќе го гледаме овој закон кој што е донесен, бидејќи не знаеме се уште дали ќе биде снабен во мирување, дали македонската држава сега треба малку повеќе да се потруди да направи неколку трудови кои што ќе успеат да влезат во Web of Science, значи таму да се плати членство и да се платат сите тие потребни давачки кои што треба за тој број да биде зголемен, бидејќи јас колку што знам некаде отприлика само за Европа има околу 10 списанија од прворангираното во Web of Science, само за Европа и Европската унија или 350 броја ќе излезат во следните 2 години од сите тие списанија. Дали веќе државата треба да направи некој таков модел, да направи, да ја натера Македонската академија на науките и уметностите, да направи вакви списанија кои што ќе ги протурка во Web of Science, па потоа за одреден период од сега за 7-8-10 години веќе да ја наметне потребата вие да објавувате тогаш во такви списанија ваши трудови. Значи, еден од проблемите моментално во Министерство, но и предходните советници на министрите за образование и наука, беше дека тие сметаат дека тие создаваат, како да кажам, значи тие кажаа која литература треба да се преведува, па ја преведува, како ја преведува знаеме. Па тие наметнаа што треба да се наоѓа во курикулумите. Тој што создава списание се научниците, кои што се собираат и велат да направиме списание кое што ќе биде од интерес и ние тоа го правиме, имаме списанија кои што ги врзуваат Перм, Љубљана, Загреб, Скопје, заеднички списанија кои што се од наш заеднички интерес.
Тоа што државата треба да направи е да обезбеди финансиски средства, како што рековте, за почеток прво вие знаете дека јас немам, бидејќи немаме ние пристап до Web of Science, јас немам ниту логин, ниту пасворд за да знам што каков тип на списања има таму. Оти тоа се сервиси кои што се плаќаат. Додека студирав, бидејќи јас магистрирав во Будимпешта, една од двете магистерски ми е во Будимпешта, ние имавме пристап, односно универзитетот на кој што студирав, Централно Европскиот универзитет, се имаше предплатено на десетици, стотици мрежи на научни списанија, значи не на едно, не на две, туку буквално на вакви огромни мрежи. И вие кога проучувате некаква проблематика, ќе го најдете тоа списание што ви е потребно, тој конкретен број, тој конкретен текст, затоа што универзитетот тоа ви го овозможил. Во случајов универзитетот е тотално во како да кажам, на колена, конкретно за УКИМ зборувам во финансиска смисла, бидејќи финансиската автономија е одземана уште од 2001 година, не е од сегашниот закон. Значи сите средства се чуваат во трезор и со нив располага владата, односно не знам кој располага, не се разбирам во тој домен, но значи прво универзитетите не можат да ги платат тие сервисни услуги, а очигледно министерствата не ги плаќаат. Во исто време парадоксално бараат да учествуваме таму, но ние не знаеме кој е тоа таму, бидејќи таму немаме пристап. Така, ме интересира, близко до нас е соседот Србија и Бугарија. Бугарија е членка на Европската унија, колку што знам кај нив веќе европскиот кредит трансфер систем функционира и тие не прават вакви промени, а во Србија кај нас горе во Белград, значи северно од нас, таму се уште, ако не се лажаме, оној стариот систем на образование. Една паралела помеѓу овие два системи на образование и каде, ако можам слободно да кажам, забега македонскиот систем во образование? Мора да признам дека српскиот модел не го познавам добро, бидејќи просто не работам тесно со него, словеничкиот само го познавам и повторувам, импакт фактор не постои во законот. Словеничкиот закон е напишан многу елегантно, инаку сакав исто така апропо вашето претходно прашање. Словенците би биле како да кажем, би биле извадени од памет ако некој ги спореди нашиот закон со нивниот. Тие би го сметале тоа за врвна навреда. На листата на подписници кои што дадоа поддршка на професорскиот пленум, тоа значи повторно велам на сите професори од УКИМ, минус неколку кои што се за законот, речиси сите се против, има врвни словенечки филозофи, хуманисти, професори од техничките науки, меѓу нив еден Славој Жижек кој што во моментов важи за најголемиот жив филозоф, кој што рече: ве молиме, значи на англиски јазик, во писмо кое што е подпишано од стотици професори од целиот свет, во кој што се молат властите, испратено е до премиерот Никола Груевски, до председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов и до еврокомесарите задолжени за нашава земја, во кој што се замолува Македонската академија да не биде одземена автономијата и да се стави повторно, значи да се стави во мирување законот и да се стави повторно на разгледување состојбата со високото образование. Словенците би биле запрепастени од ова што го пишува во нашите закони. Бидејќи таму постои сериозно кршење на човековите права, меѓу другото, вие знаете со барањата за снимање во живо на испитите. Па тоа е скандал. Не можете да упаѓате законски во приватноста на луѓето додека полагаат испит. Полека не гази времето, но јас морам да поставам едно прашање во законот што е наведен делот кај државниот испит, односно студентите да мора да полагаат државен испит. Тука најмногу беа погодени студентите, но се чини државниот испит колку е тежок за студентите, толку е уште потежок и за самите професори. Што предвидува законот токму во овој сегмент во делот на државата? Господин Мицковски, парадоксот е дека за професорите државниот испит не представува никаков проблем. Напротив, представува ништо. Проблем е дека представува за Министерството за образование и наука. Тие самите си создадоа проблем. Јас ќе ви кажам со конкретни бројки, бидејќи професорскиот пленум направи детални анализи. Само за УКИМ зборувам. УКИМ има 60.000 студенти. Во втора година тие 60.000 студенти треба да полагаат четвртина од сите предмети. Таа четвртина значи дека треба да полагаат 10 предмети. Тоа се 600.000 предмети што треба да ги полагаат како државен испит. И сега, во законот стои ставка, во новиот сега што го изгласа, стои ставка дека на тој испит, кој што ќе трае 180 минути, значи 3 часа, ќе се снима со камери, ќе сите како ќе гледаме од дома на, значи, таков тип на упат, тие 3 часа на испитот ќе биде присутен еден професор од УКИМ,
еден професор од универзитетите, се извинувам, 2 представници од Министерството и 2 представници од тој одбор што си го измислија за акредитација, кој што ќе има 11 члена. И не израчунавме дека, да речеме, една универзитетска единица, една катедра, нека биде, иако не е така, е опремена со лабораторија од 20 компјутери. Израчунавме колку тоа во физичко време би значило, колку долго би трajал државниот испит. Знаете ли до какви бројки дојдовме? За една генерација студенти ќе бидат потребни 21,74 месеци годишно, а годината има 12 месеци за да се исполни. Понатаму ќе биде потребно тие 2 членови од Министерството за образование кои што ќе бидат присутни на испитот за да гарантираат регуларност, да работат. Ако работат 9 часа дневно, секој работен ден, ќе треба да работат 4600 години. Јас не знам кој го пишувал законот, но кој да го пишувал законот и кој да ги советувал, треба подитно да добие отказ од местото советник за високо образование. Бидејќи тоа не е само, велам, како да ви кажам, срамно за државата, не е само упад во автономијата, не е само упад во уставот. Тоа е планетарна небулоза. 4600 години треба да живее еден човек од Министерството за да исполни една генерација државен испит. Но да предпоставиме секако дека луѓето не може да живеат толку долго, тие ќе набават 4600 надворешни евалуатори. Од која сфера, да речеме, еве за нуклеарна биологија станува, не знам, еве измислам, за атомска физика станува збор, за испит од атомска физика. Кажете ми кој освен професорите кои што тоа го предаваат, кој би можел да биде заменет и да биде евалуаторот на тој државен испит од 3 часа? Од каде ќе ги регрутираат тие луѓе? Кои ќе бидат тие 4000 евалуатори што ќе седат и ќе гарантираат? Значи студентите се побунија со право. Огромни честитки до студентскиот пленум, до сите студенти што излегоа, затоа што тие укажаа не само на фактот дека станува збор за упад во автономијата која што ни е заедничка, ја делиме студентите и професорите, туку дека станува збор за целосна небулоза. И уште нешто ако дозволите, ве молам. Имаме време. Станува збор за уште поголем парадокс врзан со наставните факултети. Наставните факултети се факултети кои што произведуваат наставници по географија, француски, македонски јазик. Значи, знаете ли што според новиот закон треба да задоволи таков студент? Значи, тој прво треба да полага математика, иако сака да биде професор по македонски јазик. Тој испит мора да си го плати сам. Зборам за нашите следни студенти што од септември би се запишувале според овој закон. Се надеваме дека ќе биде ставен во мирувањето и друго решение нема. Второ, дека ќе биде мора да полага TOEFL, односно соодветен англиски сертификат. TOEFL кошта $200 подготовки за TOEFL и $200 фактичкото полагање. Тоа сертифицит за секој поединечно што сака да се запише за да биде професор не по англиски, по македонски, по француски јазик. Тој мора да полага TOEFL, односно неговото семејство лично да одвои $400 за тој да може да донесе сертификат. Трето, треба да полага нешто што го нарекуваат интегритет на личност. Тоа значи, кај вие и јас ќе седнеме, и јас вас или вие мене ќе ме проценувате какви се моите етички, морални стандарди. И сега замислете си во тој одбор, например, да седи некој религиозен или обратно атеист. Еве да речеме седи некој религиозен и Стивен Хокинг се пријавува. Се извинувам, вака е еден пример. А тој напиша во последната книга дека според неговите сознанија Бог не постои. И сега тој од одборот ќе рече, ова не е добар профил. Ме разбирате? Ме разбирате кој е парадокс? Значи, ќе оценувате нешто што е толку немерливо како морални и етички стандарди. Трето, ќе полага некаков тип на специализиран, односно од тесната област испит. Тоа е услов за да влезе на наставниот факултет. Ќе влезе. Ќе положи сите зацртани испити 4 години. Во живо пред камери. Ќе полага 3 часа пред таа комисија државен испит. Ќе одбрани дипломска и мислите дека ќе добие диплома? Не. Законот зацртува дека дури сега ќе се запише на така наречената Академија за наставници што допрва ќе отвори Министерството. И таму прво ќе полага математика. Не знам дали ме следите колку е апсурдно. Ќе полага математика. Па повторно ќе полага TOEFL. Уште $400. Од кога веќе 4 години полага, се направил. Па повторно ќе полага и сега овој пат уште посмешна. Повторно во живо, повторно разговор со кандидатот за проценка, сега како стои морално и етички, да не случајно се расипал во меѓувреме или се подобрил, дај Боже. И на крајот, како врв на сето тоа ќе полага нешто што е
предприемаштво, внимавајте, иновации и бизнис. Па еве ве прашам, господин Мицковски, јас имам син. Дали би сакале на своето дете да му предава човек кој што ќе биде предприемач, а треба да работи, да речеме, книга за Достоевски, треба да го работи роман Злосторство и казна, например. И дали таму треба да стои пред учениците еден човек кој што е предприемач, или треба да стои еден човек кој што всушност ја сака книжевноста, го сака Достоевски и сака да го пренесе на тоа што е пораката на книгата, да има разговор помеѓу учениците. Значи законот е ужасен и замислете, значи од кога цело тоа ќе го заврши, ќе добие диплома за наставник по македонски јазик. Се вработува во средно или во основно училиште. И таму неговите ученици полагаат државен испит, односно како го викаат веќе, и ако има разлика од 2 оценки, тој губи 15% од својата плата секој месец, тоа значи околу 6000 денари секој месец, а ако втор пат му се повтори да дал тројка, а ученикот направил 5, тогаш губи работно место. Зарем ова не е голгота која што планетарно не постои? Сонг веќе се избори за тоа, тие договорија со Министерството за образование да се повлече, односно да не бидат казнувани професорите, веќе закажа средба во март на која што ќе треба да се види како понатаму ќе се одвиваат работите. Дали очекувате вие исто или нешто слично вакво ретерирање од страна на Министерството за образование и наука, бидејќи можеби доцна, но сепак успеа да ги слушнат небулозите кои што можеби се донесени, можеме да зборуваме небулози во делот за законите за основно и средно образование, бидејќи таму можеби не ја признаа јавно грешката, но со самото нивно одобрување на дополнителни преговори се чини дека признаваат некакви пропусти. Професорскиот пленум изрази огромна поддршка до СОНГ. Исто така, паралелно, не знам дали знаете, освен студентскиот и професорскиот се приклучија и наставничкиот пленум. Огромни честитки за штрајкот во гимназијата Орце Николов, која што ми е многу драга, од и студентите по методика одат таму исто така на часови, како и другите училишта низ земјава кои што се обидоа да се изборат против оваа пенализација во законите, овие глоби кои што се од ненормален карактер за луѓе кои што работат на образование на нашите деца, и исто така се формираше и средношколски пленум. Исто така јас би била внимателна што всушност Министерството му ветило на СОНГ, и се надевам дека СОНГ ќе продолжи да се бори за правата не само за одложување на државниот испит, туку за целосно укинување. Не може државата преку, еве сега зборуваме за основното и средното образование. Да, значи, еве повторно велам преку моето дете знам. Тие знаете ли дека суспендираат настава цел месец за децата да бубаат на памет прашања, бидејќи Министерството им ги дава и одговорите, и наместо да работат, да речеме, стигнале до Кочорацин, него ќе го заобиколат, бидејќи бубаат нешто кое што владата проценила дека треба да го кликнат како АБВ и Г. Значи, од тука повторно честитки. А што ќе се случува кај нас, тоа беше прашањето. Во моментов, како што знаете, вчера на тој генерален пленум студентите одлучија дека можно сценарио би било окупација на универзитетите. Сакам да го кажам следново, бидејќи јас не сум во контакт со студентскиот пленум и не ги познавам представниците, јас сум дел просто како поддршка на нивните барања, и професорскиот има и дополнителни, очигледно законот го исчитавме внимателно, тој е навистина недобар. Сакам само следново да го кажам. Окупација на универзитетите, всушност, се извинувам, пленумот прогласи од универзитетите автономна академска зона. Што значи дека правно не сме во бојкот, правно не сме во штрајк, ниту во окупација, туку во еден тип на зона во која што студентите сакаат да си го вратат назад универзитетот. Форми на, бидејќи се повикува Министерството постојано на Шангајската листа, да кажам дека сите универзитети од Шангајската листа имаат форми на окупација, не во 60-тите кога биле виетнамските војни и така натаму, туку буквално пред 2-3 години. Харвард беше под окупација во разни периоди, делови од Харвард, кој што е во првите 5 на Шангајска листа, 10, беше во окупација цели 2 години, 2011-12. Причината беше социјална нееднаквост. И дел движењето Occupy влијаеше на тоа. Се одржуваа креативни часови, тоа што професорскиот пленум би планирал во таква варијанта, тогаш ќе одиме со креативна настава. Беркли, кој што исто така во врвните американски универзитети,
3 години, од 2009 до 2011 беше во делови, повторно велам, разни кампуси беа под окупација на студентите. Знаете што беше причината? Зголемување на стипендиите. Па тие да го видат нашиот закон, ме разбирате, и исто така, еве уште едно, Колумбија. Причина за окупација беше дискриминацијата помеѓу студентите. А како што ви кажав за наставните факултети, овде има основа да ја тужиме државата за дискриминација на нашите студенти. Едни полагаат едно, другиот полагаат друго. Уставот, каде што се вели дека сите имаат право на образование под еднакви услови, со овој закон се ништи. Професорке, измина некои си скоро 50 на минути разговор. Ми беше драго што дојдовте во нашето студио, што дојдовте дел од вашето драгоцено време, да позборуваме малку повеќе на овие теми. Со внимание ќе го чекаме 10 февруари да видиме што таму ќе се случува, а потоа ќе ги следиме и понатаму активностите кои што ќе ги преземаат професорите и студентите, без разлика дали се организирани во пленум или самостално. Ви благодарам уште. Ви благодарам и вам. Почитувани гледачи, со ова го завршуваме денешното издание на емисијата. Ви благодарам и вам на вниманието. До гледање.